Во ова видео ќе ви ја покажам основната синтакса, тоест основните елементи кои постојат во C++. Исто така ќе ви покажам едноставна Hello World конзолна апликација, чисто колку да видите како изгледа една C++ програма. Видеото е наменето за тотални почетници без никакво презнање, па да започнеме. Основните елементи во овој програмски јазик ќе ги поделиме на клучни зборови. Ова се резервирани зборови кои имаат специјално значење во јазикот. Значењето на овие зборови не можеме да го смениме и истите не можеме да ги користиме како идентификатори, тоест имиња. Во C++ има околу 100 клучни збора и во ова видео нема да ви објаснам што прави секој од нив. Во наредните видеа ќе ви покажувам по неколку клучни збора кои се на некој начин поврзани меѓусебно. За да не ги испуштите следните видеа, мавнете subscribe. Освен клучни зборови во C++ имаме и оператори. Еве на сликава можеме да видиме некои од основните. И според тоа колку операнди им требаат за да функционираат, се поделени на три групи. Унарните им треба само еден, пример ова е некоја променлива, чија вредност се зголемува или намалува. Потоа имаме бинарни, за кои им требаат две вредности. Такви се аритметичките, собирање, одзимање, множење, делење и модул, тоест остаток. Релационите како помало еднакво, различно и слично. Логичките како и, или и различно. Имаме битови оператори. Имаме оператори за доделување вредност. Ова е операторот за доделување вредност, а овие се само скратени форми на предходниви кога правиме пример собирање и директно доделување на вредност. Исто така имаме условен оператор кој користи три операнди, како прво му треба услов и доколку условот е точен, тогаш ќе се исполни оваа команда, а доколку е грешка ќе се исполни оваа. Ова не се сите оператори кои постојат во C++, доколку сакате да ги видите сите оператори кои се вградени во јазикот со нивниот редослед на извршување и начин на групирање, тогаш може да го посетите овој сајт, ќе ви оставам линк во описот на видеото. Значи ги има сите оператори што постојат, по кој редослед се извршуваат и како се групираат. Исто така постојат и интерпункциски знаци. Вамо ми се ставени во коментар за да ви ги покажам. Ова се специјални знаци кои имаат некакво значење во јазикот, но сами по себе не означуваат некоја операција која дава некоја вредност. Со нивна помош ја дефинираме структурата на програмата, како на пример вамо може да видите како изгледа една наједноставна програма што само печати на екран Hello World. Накратко ќе ви објаснам што се случува во оваа програма. Значи еве се користи ваков интерпункциски знак. Вамо се стават предпроцесорски директиви, но тоа нема да ви го објаснам сега во ова видео, бидејќи е малку покомплексно. Она што треба да запамтите е дека вамо вклучуваме некои библиотеки кои имаат функции кои не се вградени во јазикот. Таква функција е функцијата за печатење во конзола. Ова го нема како клучен збор, но доколку се ја вклучиме оваа библиотека, тогаш можеме да ја користиме и таа функција. Ова е на некој начин како надградување на јазикот. Му додаваме дополнителни функционалности кои некој ги направил претходно. Ова е исто така клучен збор кој може да го видите во листата и ова е клучен збор. Овие се интерпункциски знаци. Ова е главната функција и секогаш извршувањето започнува од овде. Повторно интерпункциски знак. Значи секоја команда во C++ завршува со точка запрка. Ова и ова се константни вредности кои се директно закуцани во код. Исто така имаме и празен простор како спејсови, нови редови, табови. Ова не прави ништо во програмата, само ни помага за нашиот код визуелно подобро да изгледа и да ни биде попрегледен. Програма исто ќе си функционира дури да е вака напишано.
Само иди прочитай го. И ова е една наедноставна програма. Замислите се ова, ако е огромна програма и вака изнапишена. Нема шанс да го прочитате. Значи оваа команда ни печати на екран, од овде започнува извршувањето и откако ќе заврши програмата, ова под договор враќа 0 за да каже дека поминало без грешки. Ова ќе го објаснам кога ќе го правам видеото за функции. За сега не се фокусирајте на тоа. Ако сакаме да напишеме коментар во една линија, во C++ тоа може да го правиме кај сакаме во програмата, не прави ништо и ни служи само за нас. Значи во една линија пишуваме вака коментар. Доколку сакаме коментар во повеќе линии, тоа ставиме ваков слеш, звездичка и на крај за затворење на тој блок од коментари исто така. Овие загради се користат за дефинирање на блок од команди. Овие се за повик на функција, ставене аргументи и така натаму. Исто така тоа ќе го објаснам понатаму во наредните видеа. Сега, тоа што сакам плюс да го спомнам во ова видео е дека постојат и идентификатори. Тоа се имења на програмски елементи кои сами си го задаваме. Пример за такви елементи се променливи. Пример int број на ученици. Int број на ученици нека биде 66. Ова е име на променлива и можам потоа овој број да го менувам. Можам да искористам пример некој од операторите. Можам да го зголемам за 1. Скратена верзија на доделување вредност. Значи ова е исто како ова да биде еднакво на таа вредност плюс 100. Има правила како се пишуваат имењата на променливи функции и такви работи. Значи вам ќе ги напишам како коментар. Блок од коментари. Правила за имењата се, значи мора да започнува со буква или долна црта. Дозволени се букви, бројки и долни црти. Не може да крстиме променлива исто како некој од клучните зборови. Int е клучен збор кој ни кажува дека ова ќе ни биде променлива што може да чува цел број. Сега ако пробаме променливата да ја крстиме int, ќе има проблем. Веднаш ни јавува грешка. Мора да е уникатно, значи не може да имаме две променливи со исто име. Ако пробам уште една да направам ваква, сега ќе се буни, бидејќи двете се исти. Да пробаме вака. Не. Кажува дека има грешки и број на ученици redefinition, што значи дека пробуваме да направим променлива со исто име како некоја од претходно. Значи мора да е уникатно името. И она што е исто така интересно е дека има разлика помеѓу голема и помеѓу мала буква. Што значи дека ако го направам ова, пример, една буква да сменам, сега ова и ова се различни променливи, ова си е дозволено и сега ќе си помине. И се случи оно што го очекувавме, ни испечати Hello World. Сега, како што може да приметите, уште првата променлива што ја направив, има повеќе зборови и во овој случај, за да биде попрегледно, почнуваме со мала буква и секоја наредна ја пишуваме со голема буква.
Друг начин да биде попрегледно е ова. Затоа е дозволена долната црта, меѓутоа ова мене не ми се свига бидејќи потешко запишува и си го користам овој стил. Доколку една вредност е константна, тогаш по договор е земено дека името ќе биде со сите големи букви. И тоа е тоа во ова видео што сакав да ви покажам. Во наредното видео ќе ви објаснам подетално што се тоа променливи, како овие што ги дефинирав, како се користат, какви податочни типови имаме во C++ и така натаму.